На денешен ден, 3 јули. Илјада 423 година роден е францускиот крал Луи XI, кој во текот на владеењето од 1461 до смртта во 1483 година го оконча обединувањето на различните историски територии на Франција. 1642 година умре француската кралица од италијанско потекло Марија де Медичи, која по смртта на кралот Анри IV во 1610 година управуваше со земјата како регентка заедно со синот Луи XIII. Се обидуваше да го сузбие самоволието на високото племство, а кога не успеа во тоа, најде на подкрепа во парламентот, кој го распушти во 1614 година, со што собранието не се состануваше до Француската револуција во 1789 година. 1728 година роден е шкотскиот архитект и декоратор Роберт Адам, еден од творците на неокласичниот стил во архитектурата. Проектираше многу јавни згради со исклучителна елеганција, посебно во Лондон, кои се одликуваат со карактеристичен воздушен и прозрачен стил, наречен по негово време. 1883 година во Прага е роден Франц Кафка, чешки писател со еврејско потекло. Негови најпознати дела се романите Процес, Америка, Замок и расказите Преобразба, Селски лекар и други. Умре во Виена на 3 јуни 1924 година. 1908 година со излегувањето во илегалност на командантот на турскиот гарнизон во Ресен Ахмет Нијазибек со неговите единици почна младотурската револуција, бунт за воспоставување уставен режим во Турција. Носители беа представници на турската буржоазија. Најсилен подем младотурското движење имаше во Македонија. За 10 дена султанот беше сменет од власт и во уставот беа внесени одредби кои значително ја ограничуваа султанската власт, а младотурците влегоа во владата. Кон младотурците се приклучија и македонските револуционери, начело со Јане Сандански, Тодор Паница и Христо Чернопеев. 1969 година Брајан Џонс, еден од основачите на англиската рок група Rolling Stones, се удави во својот базен под дејство на прекумерна количина на дрога. 1987 година во Франција на доживотен затвор заради злосторства и нечовештво е осуден воениот злосторник во Втората светска војна Клаус Барби, нацист познат по прикарот Касапот од Лион. 1992 година на Попова шапка е осветен и поставен камен темелникот на градбата на манастирскиот комплекс посветен на Свети Наум Охридски чудотворец. 1992 година Собранието на Република Македонија донесе декларација со која го утврли делот на декларацијата за поранешна Југославија на Европската заедница, донесена во Лисабон на 27 јуни 1992 година, во која се условува со името на Република Македонија. 1997 година во Беверли Хилс умре Џејмс Стюарт, американски филмски актер, толкувач на улоги во разни жанрови. Роден е во Индијана на 20 мај 1908 година. 2001 година во близина на караулата Танушевци, Кодрафура, албанските терористи стрелаа од засада врз припадниците на армијата на Република Македонија. При тоа загина војникот Фејзо Джеладиновски, роден во 1981 година од селото Елово, Скопско. 2001 година кај село Радуша, Скопско, безбедносните сили на Република Македонија водеа една од најжестоките борби против албанските терористи.